Ова е Македонскиот центар за меѓународна соработка МЦМС, граѓанска организација која оваа година одбележува 25 години од основањето. Многумина ги подсетува на куќа, а тоа пак нуди асоциации на дом, на сигурност, на вкоренетост. Сакаме така да гледаме на МЦМС и во ова кратко видео ќе ви кажеме зошто. Во секојдневната работа многумина не прашуваат што правите вие. Одговорот по инерција би бил проекти. Ама што всушност правиме ние? Со завршување на проектот течат во село 90 или 100 чешми. Посреќни луѓе тогаш немало. Во никој случај, така како што било тогаш со МЦМС, не е организирано селото подобро од тогаш. Од 1994 до 2010 година МЦМС обезбеди чиста вода за пиење во 262 села во Македонија. Животот на оние кои живеат таму веќе не е ист. Кога се стави водоводо, почнаа да се градат вили, куќи, почнаа страна доаѓаат од градот, од Скопје, да се купуваат куќи тука. Ги скупуваа и ти куќи што се иселија луѓето, се предаја на некој си од градот. МЦМС ги поддржа локалните заедници на повеќе начини. На луѓето од општините им даде вештини и знаења. Беа спроведени 310 обуки за речиси 14.000 учесници од локалните заедници. Ние како прво вработени имавме желба за работа, меѓутоа знаења ниски. Благодарение на обуките кои што беа во општина Карвинци се инвестирани повеќе од 10 милиони евра. Тоа значи дека ликот на сите населени места е сменет. Поддршка добија и комуналните предпријатија. Благодарение на техничката помош од МЦМС, која што се состоеше во набавка на опрема, софтвер, хардвер за водење на сметки за вода и сметки за комунална услуга, денес комуналното предпријатие обслужува 1400 домакинства во 15 населени места. Да има некој 30 фирми овако во Македонија како е МЦМС, не треба друго. Овој ти е права фирма, за нас е. Ги пребродивме и големите кризи во 1999 и 2001 година. Во косовската бегалска криза МЦМС реагираше брзо и покажа голема флексибилност и прилагодливост. За прв пат работевме итни операции. Го водевме кампот со бегалци во Радуша. Обезбедивме итно водоснабдување и санација на дел од бегалските кампови во Македонија. Обезбедивме масовна дистрибуција на храна и непрехранбени продукти. Во МЦМС вриеше како во кошница. Бројот на вработени се зголеми неколку пати, а финансиите 15-кратно, благодарение на апелите за итна помош на АКЦ, акција на црквите заедно. Помошта почна на граничниот премин Блаце. Бегалците добија чиста вода за пиење. Доволни количини храна добија 40.000 бегалци. МЦМС дистрибуираше и помош во храна и хигиенски производи за семејствата што згрижија бегалци. 50.000 корисници 5 месеци добиваа помош. Потребата да се промовираат човечките вредности, толеранцијата, разбирањето, мирот и стабилноста во државата, ја изнедри кампањата "Цело е кога има се". Асоциацијата на едно дете за тоа што е цело, наивноста и едноставноста на одговорот, стана идеја водилка во потрагата по основните вредности. МЦМС го помогна и враќањето на бегалците назад во Косово. Ова беше првото искуство на МЦМС надвор од Македонија. МЦМС и целата држава повторно беа на тест во 2001 година, кога државата се соочи со воен конфликт на својата територија. МЦМС заедно со Ел Хилал беше меѓу првите што организира хуманитарна помош, вклучувајќи ги конфликтните подрачја, и прв ги започна активностите за посткризна рехабилитација, односно реконструкцијата на живеалиштата. Стигнувавме таму каде што другите не можеа и воспоставивме примери дека тоа е можно. Го кршевме мразот и ги пополнувавме празнините. Дистрибуиравме градежен материјал за реконструкција на 647 куќи, поправавме училишта и амбуланти, им помогнавме на 8.000 повратници во 34 села, им помагавме на институциите да се справат со последиците од конфликтот. Во сите овие активности МЦМС имаше голема поддршка од другите граѓански организации со кои во партнерство ги спроведуваше активностите.
Во годините потоа, МЦМС им се врати на своите редовни активности. Работеше со маргинализираните групи луѓе. Ги започна активностите за суштинско подобрување на состојбата на ромите преку програмата Применето образование за млади роми. Оваа програма многу успешно ја пренесе пораката дека образованието е клучната алка во животот на ромите и дека образованието уствари представува еден сегмент кој што ќе ни овозможи да ја промениме сликата и состојбата на ромите, како и да ја подобриме ситуацијата во која што се наоѓа оваа заедница, да ги надминеме проблемите од сите аспекти со кои што се соочуваат ромите во нашата држава. Обуките за квалификации опфатија над 800 млади луѓе, а 81 од нив се вработија. Обуката ми донесе еднина, ми донесе живот. МЦМС работеше и со и за жените, особено оние од конфликтните подрачја. Нивната мобилизација беше вистински предизвик, со работниците им пркосеа на традицијата и длабоко врежаните стереотипи за економската независност на жените. Fal organizatës MCMC që na mundsoi që të mbrim edhe ti realizojmë ëndrat tona, ish diçka shumë e mirë për neve, që i falenderojmë shumë nga zemra. Edhe jemi këtu ku jemi sot. Вкупно 104 жени стекнаа работно искуство, 20 од нив се вработија, над 270 посетија различни обуки и курсеви. На сите би препорачувам како мене што сум најдела ја работа, ако има ваква шанса, да не го пропуштат ова. МЦМС ги подобрува условите за учење. Во досегашните 10-годишни потфати, повеќе од 5000 ученици и над 600 наставници во 16 училишта имаат подобри услови за работа и учење. Во нашето училиште има донирано прозорци и врати кои што добро функционираат и добро диктуваат и со помалку енергија нашите простории сега се подобро во зимниот период подобро се затоплуваат. Често не прашуваат зошто ве нема повеќе во јавноста. Да, МЦМС е окарактеризиран како тивок поврзувач. Тоа ни овозможи низ годините да ја задржиме нашата неутралност, а во одредени критични ситуации да имаме обединувачка улога. Едно такво поврзување беше меѓурелигиската соработка. Во македонското мултиконфесионално општество, тоа е една од клучните работи. Тоа што е најважно, мислам дека ние постигнавме да ги отвориме вратите на институциите за другиот. Пред програмата на МЦМС, ниту еден студент, ниту професор од Православниот Богословски факултет го немаа посетено факултетот за исламски науки и обратно, со исклучок на еден професор. Поттикнати од иницијативата на председателот Борис Трајковски во 2002 година и диалогот на тогашните двајца декани, ја започнавме 6-годишната програма за меѓурелигиска соработка. Многу работи, научени само од книга, не беа исто како кога ќе се слушнат од оние кои што навистина живеат таа религија. Многу недоразбирања беа решени. Соочувајќи се со главните општествени проблеми во последниве неколку години, МЦМС ги започна своите активности во борбата против корупцијата. Најзначајниот придонес МЦМС што го има направено во борбата против корупција е тоа што направи една состојба во која што не работи сам. Активностите главно беа насочени во истражувања кои ги обезбедија фактите во јавната расправа, како и во градење на свеста за тоа што значи корупцијата и колкава е штетата што му ја нанесува секому од нас и на целото општество. На сите тие, да кажам, настани се носеа луѓе од регионот, па дури и пошироко, кои што во слични ситуации направиле нешто во борбата против корупцијата, што беше многу важно. Сепак, од самиот почеток до денес, најзначајниот дел од работата на МЦМС е континуираниот развој на граѓанското општество и јакнењето на граѓанските организации. Тоа Македонскиот центар за меѓународна соработка не научи да бараме, да најдеме и да соработуваме со нашите сојузници. Во тие сојузништва, МЦМС учествуваше во создавањето на Македонија без дискриминација, на граѓанската платформа на Македонија, но и во создавањето на Балканската мрежа за развој на граѓанското општество.
МЦМС до денес обезбедил грантови за 387 граѓански организации, спровел 556 обуки, кои ги посетиле над 8500 учесници. Другиот значаен момент, барем гледан од мој аспект, е тоа што секогаш повикува на акција. Заедно со другите организации, МЦМС вложува силни напори за обезбедување околина во која непречено ќе функционираат организациите. Беше иницијатор и даде значаен придонес во креирањето на Законот за здруженија и фондации. Даде силен придонес и при креирањето на Законот за антидискриминација. МЦМС инсистираше на стратешки пристап кон граѓанското општество и беше организацијата која го водеше процесот на создавање на првата стратегија за соработка на владата со граѓанскиот сектор. МЦМС својот глас го креваше преку кампањите кои ги правеше заедно со другите граѓански организации. Дел од нив, како "Не ме фиромирај" и "Кажи океј за МК", беа упатени кон меѓународната заедница, а дел кон домашната јавност. Такви беа "Еден до друг, различни а еднакви", "Центарот е таму каде што си ти", "Заедно за едно" и така натаму. Организацијата е слика и прилика на општеството, мултиетничка и мултиконфесионална. Во нејзините управни структури седеа представници на граѓански организации, цркви и верски заедници, институции за истражување и развој, истакнати лица со влијание во јавноста, од медиумите, од приватниот сектор, од локалната самоуправа и од меѓународните организации. Вкупно 92 члена на Советот и на Управниот одбор, 25 години ги водеа, советуваа и им ја даваа својата поддршка на вработените во реализирањето на организацијските цели. Горди сме што низ школото на МЦМС поминаа 108 колеги, од кои голем дел денес успешно ги градат своите кариери во земјата и надвор од неа, во граѓанскиот, деловниот или во јавниот сектор. Спроведувањето на сите проекти беше возможно со финансиска поддршка од донаторите, кои во над 90% беа надвор од Македонија. Расходите изнесуваа речиси 60 милиони евра. Најголемиот дел од нив се директни програмски расходи, додека еден дел се и расходите за оперативното функционирање на организацијата, вклучително и парите наменети за плати на вработените. Не може да не споменеме дека МЦМС е основач на Македонската развојна фондација за предпријатија во 2008 година, која работи на развој на мали и средни предпријатија и е поддршка за предприемништвото, бизнисот и нивните комори. МЦМС оваа година полни 25 години од основањето. 25 години од моментите кога домашните и странските иницијативи, предводени од Светскиот совет на црквите, ја создадоа организацијата која во преден план секогаш ги има луѓето и нивните потреби, а која тежне кон мир, хармонија и просперитет во Македонија, на Балканот и глобално. И да се вратиме на почетното прашање. Што всушност направивме? Вкупно 1652 проекти и над 60 милиони евра се импресивни бројки. Но ние повеќе сакаме да зборуваме за луѓето, чии судбини се испреплетени со овие бројки, со овие активности. Луѓето во градовите и селата, дури и во оние најоддалечените места на Македонија. Тоа се многу млади и стари, мажи и жени, македонци, албанци, роми, турци, срби, бошњаци или власи, чија приказна во кој било период од животот се вкрстила со таа на МЦМС и го направила она што е денес. Силна и кредибилна организација, која е способна да се фати во костец со предизвиците што ги носи новото време.